Би сакала да иницираме малку повеќе информации за една тема, што ги причинува ревматските заболувања. Прво, пред да започнеме со тоа што ги причинува, прво да го дефинираме што е тоа ревматско заболување. Практично се работи за една поголема група на заболувања која што има крајно нејасна етиологија, односно има крајно нејасна причина и има мултифакторијална патогенеза. Односно, зафаќањето е на повеќе органски системи, иако во народот е многу познато дека се зафатени зглобовите. Факт е дека се зафатени зглобовите и не само зглобовите, туку и околу зглобните структури, каде што настануваат и најголемите деструкции, но не смееме да заборавиме дека тоа представува состојби, односно заболувања кои што ги оштетуваат и другите органски системи. Во прв ред би ги спомнал кардиоваскуларниот систем, системите за варење, очите и крвните садови, особено малите крвни садови или како што ние милуваме да кажеме микроциркулацијата, со што се оштетуваат практично многу други системи, како што се органот за слух, органот за вид и така натаму. Оно што е интересно е дека порано се мислеше дека ова е болест која што обично е карактеристична кај повозрасното население, но во последно време ја имаат и млади луѓе, па дури и деца. За жал, оваа болест не ги одминува и помладите групи, а за жал исто така и децата. А зашто велам за жал? Бидејќи клиничките форми пред се кај помладата популација, особено кај децата, се значително потешки и со многу потешки инвалидитети кои што ги добиваат подоцна во животот, а исто така во дадени ситуации тие да можат да бидат, повторно за жал, многу често и причина за покрај тешките инвалидитети и за смртни исходи. Во тој дел би ги спомнал јувенилните реуматоидни артрити како најчести, кои што се јавуваат многу рано, негде пред 15-та година од животот. Имаат малку по-неспецифични почетоци. Причините се исти, се уште не до крај познати, секогаш поврзани дел со генетиката, дел се поврзани како резултат на тригер на некакви надворешни екзогени фактори, тоа се најчесто во последно време вируси, пореметување на имуниот систем како резултат на истото и клиничките манифестации се значително побрзи. Обично знаат да почнат, зборувам за младата популација, како нејасна клиничка слика, поврзана со покачена телесна температура, замор, слабост и така натаму, потоа поврзана со одредени промени во делот на лабораториската слика, да после тек некое време од неколку месеци почнуваат да развиваат класични симптоми на болки во зглобови, отоци, појава на нарушување или тешкоти во движење на зглобовите, особено наутро, познато како утринска вкочанетост, отежнато одење и така натаму. Споменавте како некои од фактори, некои од причините, вирусите, бактериите, но и генетиката. Колку генетиката може да значи дека некој во семејството има предиспозиции за ревматските заболувања? Статистиката покажала и покажува се уште многу. Односно, генетиката има клучната улога, иако тоа не може да го земеме како основна етиологија, како основна причина, меѓутоа факт е дека во семејства каде што има луѓе кои што имаат одредени реуматски заболувања, тие се пренесуваат од колено на колено. Секако не мора да значи дека секогаш на следното колено, меѓутоа факт е дека се пренесуваат и предиспозицијата е да 3, односно 4:1 е кај женската популација во однос на машката популација. Зошто е овој факт вака? Која е причината женската популација да е позагрозена? Веројатно е генетската предиспозиција, ако би го знаел точниот одговор на сето ова, веројатно би се здобил со некоја награда многу поголема во светски размери. Но факт е дека е тоа така, тоа се одредени познавања кои што ги имаме како резултат на статистика и водење на евиденција кај пациентите во светски размери, се разбира. Постои една асоциација, светска асоциација, која што е реуматолошка асоциација и светска ортопедска асоциација, која што ги следи сите овие состојби, пред се околу клиничките нивни манифестации, но и многу важно понатамошниот третман, бидејќи третманот кај овој тип на заболување е сепак мултидисциплинарен. Тоа значи дека тука генерално покрај хирурзите, односно ортопедските хирурзи, главна улога ја зазимаат колегите реуматолози и колегите од физикална медицина, односно рехабилитација.
Кога зборуваме кај нас, истражувајќи да видам колку јавноста ги препознава ревматските заболувања, најчесто ги препознаваат како артритис. Но постојат многу подвидови за кои што многу малку се знае во јавноста, па еве дури и најчесто се смета дека заболувањата ги опфаќаат зглобовите, но не е така. Споменавте дека може да погоди други делови од нашето тело, вклучително и очите. Ни фали ли малку повеќе писменост во тој поглед, малку поголема информираност за последиците кои што може да настанат како резултат на ревматските заболувања? Апсолутно се согласувам со оваа констатација. Да, потребно е малку повеќе да биде јавноста информирана, односно луѓето да бидат информирани. Ја низ мојата пракса, која што е повеќе од 2 децении, се повеќе и повеќе се соочувам со тоа дека пациентите, луѓето кои што имаат проблеми на по оваа линија, размислуваат дека ревматските заболувања се заболувања кои што исклучиво ги зафаќаат зглобовите, што не е така. Да, ги зафаќаат зглобовите, меѓутоа ги зафаќаат и екстразглобните простори, но ги зафаќаат и подалечните органи, кои што многу често може да бидат асоциација заедно со заболувањата на зглобовите, да направат многу потешки проблеми понатаму во животот. И затоа е потребно повеќе да се има информација за овие заболувања, бидејќи повторно ќе напоменам мултидисциплинарниот пристап, што значи покрај ревматолог, односно докторите кои што се од интернистички гранки и од диагностичките гранки, кои што треба првенствено да го тоа препознаат, би требало во прав правец да ги упатуваат пациентите за понатамошни третмани. Тука можам слободно да кажам дека еве јас припаѓам на таа група на доктори кои што се занимаваат со агресивна хируршка гранка. Кај мене пациентите доаѓаат веќе во крајните фази на оштетени зглобови, каде што генерално со оперативни постапки, со оперативни процедури би се наоѓале решенијата и понатамошните лекувања на тие пациенти. Но факт е дека самите пациенти треба да знаат дека доколку има некаква клиничка слика која што имплицира на ваков тип на заболување, треба да се посетат повеќе профили на доктори. Апсолутно без дилема на таа линија. Дали тоа може да го воочи матичен лекар, дали симптомите може да ги препознае и пациентот или... Па да, матичен лекар, лекарите од општа пракса, специјалистите по интерна медицина и секако добар дел на специјалистите по ортопедија и ортопедска хирургија. Се чини дека има многу други болести, да речем на коските, кои што покажуваат сличности во поглед на симптомите поврзани со ревматските заболувања. Како да се направи дистинкција што е што? Диференцијално диагностички постојат критериуми по таа основа. Пред се, секој еден пациент треба да има индивидуален пристап. Под индивидуален пристап се подразбира да прво се започне со еден разговор, односно една убава конкретна анамнеза, да се дојде до најголем број на информации за пациентот во тој момент, а потоа се започне со понатамошните испитувања, како што се лабораториски и биохемиски, па понатамошни испитувања типот на радиолошки, продлабочени радиолошки испитувања, се до дефинирање на дијагнозата конкретно. Од друга страна, ревматските заболувања сами по себе се асоцирани со други проблеми, еве да речеме во коскено-зглобниот систем, како што е на пример остеопорозата. Покрај оштетувањето на раскавицата, односно на самите зглобови, настанува и радифицирање, ослабување и на коскената структура, така да кај коските кај луѓето кои што страдаат од ревматски заболувања се значително послаби. Како резултат на тоа се јавуваат хронични болки. Исто така, паралелно со тоа, треба истите и да се третираат. Кај диагностичките критериуми, кои што се неколку и кои што секогаш се следат, треба да се има во предвид дека не мора да значи секогаш дека неисполнување на еден, како што е, например, позитивен ревма фактор, не значи дека пациентот прво нема ревматско заболување и многу често диференцијално диагностички тука може да влезе групата, да речеме, на заболувања кои што се со негативни ревма фактори или серонегативни артропатии, што ги викаме, кои што предизвикуваат исто така крајно оштетување на зглобовите, значи дефинитивно оштетување на зглобовите, а ревма факторот е негативен. Постои впечаток исто така дека луѓето кои што имаат ревматски заболувања не треба да се посветуваат на физички активности. Има ли вистина во тоа? Баш напротив, физичката активност е секогаш добродојдена, поготово првата фаза, односно првите фази на заболувањето, но факт е па од друга страна дека ако имаме комплетно оштетување на самите зглобови,
се зборувам само од аспект на оштетувањето на зглобовите без останатите коморбидитети кои што исто така може да предизвикаат дека пациентот има еден имобилитет, односно неможност за движење, така да физичката активност е невозможна. Потребна е физичката активност, бидејќи на тој начин се зајакнуваат структурите околу зглобовите од една страна, од друга страна се зајакнуваат и самите мускули и држењето, правилното држење на телото. На тој начин се намалуваат пред се болките кои што се јавуваат кај овие пациенти, а исто така физичката активност не само што е добродојдена, него апсолутно индицирана кај пациенти кои што спонатаму третманот би бил оперативен. Односно, по завршување на оперативните третмани, неопходно е пациентите да бидат што е можно помобилни. Значи, основните цели практично на реконструктивната хирургија кај овие пациенти е да овозможиме еден статичен стабилитет, тоа значи да пациентите стојат без болка, да може да го балансираат телото, и еден динамичен, тоа значи да може да се движат без болка. Колку раното диагностицирање може да биде значајно и може да биде спасоносно во поглед на лекувањето? Клучно е. Клучно е пред се заради тоа што по денешно време постојат многу модерни терапии. За среќа и во нашата држава постојат можности за примање на таков тип на терапија кај пациентите и навремена диагностика со навремено започнување со тераписките протоколи доведува прво до подобрување на состојбата кај пациентите, односно состојбата на заболувањето почнува да се успорува или во еден момент дури да подзастане, што е многу важно. Од друга страна, понатамошниот третман кој што би се презел мултидисциплинарно би го зголемил пред се квалитетот на животот и многу работи би се испревенирале како последици кои што може да настанат како резултат на овие заболувања. За крај би сакала да дадеме некакви препораки за и јавноста малку повеќе да се информира, но и луѓето кои што можеби ќе препознаат некои симптоми, што да направат во насока на подобрување, во насока на прецизно диагностицирање, дали го имаат тој проблем, тој здравствен проблем или не? Еве малце не толку конкретен за овој тип на заболување. Јас секогаш сум сметал што од времето кога бев студент по медицина дека превентивата е многу важна за секој вид на заболување. Не зборувам за акутните травми, тamo превентивата е повеќе во нас, нели? Што значи превентива? Тоа се почести преглед, тоа не значи секој ден прегледи. Меѓутоа тие редовни прегледи кои што се препорачуваат од страна на докторите треба да се следат. Тие се општи прегледи каде што имаме, како што реков, еден разговор на кој што се разговара имаме некаков проблем или немаме, значи превентивно. Понатаму дополнителни превентивни прегледи од типот на стандардни лабораториски анализи, правење на дополнителни испитувања на респираторниот, кардиоваскуларниот систем, колку гледаме, како гледаме во границите на биолошката возраст се разбира, дополнителни лабораториски испитувања и на тој начин ќе се на тој начин практично ќе се намали бројот на пациенти кои што би се касно диагностицирале. Иако за жал денешницата носи многу заболувања, многу состојби, за жал и многу состојби со кои што и претходно не сме имале многу можности да се соочуваме, но со превенцијата или на некој начин со навременото нивно диагностицирање ќе дојдеме до значително подобри резултати во понатамошниот третман кај истите. Би сакала да го споменам ковидот, колку ковидот влијаеше, не влијаеше, ја зголеми ли бројката на луѓе со ревматски заболувања или посебно бројката на млади луѓе? Она што статистиките во светот го покажуваат, а и морам да признам и нашите искуства се такви, не само за ревматските заболувања, пред себе јас во мојата област, оштетувањата на зглобовите значително се зголеми после ковидот. Една од причините ја знаеме сите, тоа е употребата на тие некои лекови кои што се користеа во текот на лекувањето на ковидот сосема оправдано, без дилема. Меѓутоа факт е дека и самиот вирус предизвикуваше некакви нејасни пореметувања на околината на зглобот или таа така наречена синовијална обвивка во зглобовите, која што драматично ги оштетува зглобовите во понатамошниот третман и да, за жал се зголеми бројот на пациенти кои што имаат дефинитивни трајни оштетувања на зглобовите. И кај младите? И кај младите, особено кај младите.